Доцна исплатата на студентски стипендии за 4 месеци, а доцнати средствата за субвенциониран студентски оброк. Двете исплати почнале на 27 јануари. Таа за студентскиот оброк е за месец декември, односно им е дадена на студентите без малку 30 дена подоцна. Со стипендиите пак е уште полошо. Доцнењето е од октомври, значи цели 4 месеци. Минатата академска година беа исплатени стипендиите на крај на октомври. Сега доцна за тие што продолжуваат. Ние започнуваме летен семестар, а денес дури треба да добиеме резултати за стипендии. Многу пати ни дадоа ветувања и не ги исполнија. Моментално ја чекаме исплатата за студентски оброк за декември, а по закон треба секој први да добиваме пари за претходниот месец, што значи дека утре треба да добиеме средства за февруари. Првиот човек на Министерството за образование пак се правда дека исплатите доцнеле заради работењето на програмата за студентите. Секоја година за да поминуваат стипендиите, треба да поминат и програмите во влада, каде што се програми за ученички стандард и програми за студентски стандард. Пред некои 2 недели во седница на влада помина програмите и почна процесот на изработка на податоците. Значи од петок, денеска, вчера, утре, секој ден има реализација на стипендиите на учениците кои од претходна година ги зедоа или беа корисници на истите стипендии. Студентите реагираат и на измените на законот за субвенциониран студентски оброк. За нив парадоксално е тоа што ќе се ограничуваат да купуваат храна само на одредени места во округот на факултетот каде што студираат. И проблем е што не може да се купува на исто место 2 пати. Доколку еден студент не ги искористи парите во текот на денот, тие му пропаѓаат. Студентите пред 3 месеци се кренаа на нозе кога власта имаше обид да го скрати студентскиот оброк. Тогаш владините представници седнаа на маса со студентите и договорија дека до март ќе се исплаќа сумата од 120 денари по оброк, а од март ветија поголема сума.